како решение, мислам, решение не може да се понуди на некој начин и сепак е тоа комплексно и големо нешто. Меѓутоа можам да тргнам, ајде да кажеме дека во една земја немаме права, правата се популарни денес, ама малку зборуваме за одговорноста. Оно што е, да речеме, јас тргнувам од себе како поединец, и што можам јас да направам? И сега, јас гледам дека, да речеме, имам некаква страст, пример во конкретно во случај, сакам литература, сакам и музика, и филозофија, и други работи. Меѓутоа во случајов, како да речеме страстен читател, моја теорија е дека вистинската љубов е да споделиш со другите. И тоа што е, ако е нешто убаво, така, не вреди да се сподели. И јас со таа идеја тргнав, како можам, ако прочитам нека книга и стварно ми се допадне, нели прво што правиш кога ќе изгледаш добар филм или одиш и кажеш на други, да ти кажам, Андреј, пример, ако збориме за поезија, да го знаеш овој поет, не, мораш да го прочиташ, знаеш, мораш и така решив јас као не тргнав некаква си социјална, не знам, одговорност, туку сакам да го споделам тоа со другите и ќе прочитам добра книга и ќе зборувам за тоа. И сега целта ми е, како што кажав преска, да бидам на некој начин не литературен критичар, туку поише и како популаризатор, да стане читањето во мода и романите општо. И сега, веќе ако почнеме да читаме, тука има други моменти, да речеме, тоа што прави литературата и што допринесе од читањето. Има едно нешто што преовладува тоа мислење, дека читањето е забава да ни го тргне умот од лошото секојдневие. Да. Можеби, до некаде. Нели подиш на плажа, чекај некој лесно романче да прочитам. Јас не ја гледам така литературата и не функционира кај мене така. Да речем, јас затоа и најчесто читам реалистични романи, кои што и најмногу ги сакам романите кои што се занимаваат со сериозни екзистенцијални прашања, па и филозофски елементи имаат во нив, затоа што прават нешто во мене. Може да ме потресе и да ме направи свесен за колку е тешка состојбата на човекот. Може да ме инспирира, може да ме расплаче, значи да ме поттикне се со тоа да ме направи на крај по-човек, или подобар човек. Затоа што тоа е идејата. Ако ние имаме, ако веќе користиме терминологија на дека ние имаме некаква цел за нас како битија, тоа е да бидеме подобра, не само подобра верзија од себе си, туку ако сме ние создадени да бидеме луѓе, тогаш треба да бидеме луѓе, да бидеме човек со интегритет, со грижа за другите. И во таа смисла мислам дека литературата, добрата литература, не само што може да не ориентира за каков е светот околу нас, туку може да не направи подобри луѓе. Може да не направи тоа е еден од аспектите на литературата, да знам каква е човечката состојба, да знам дека на секој си има своја битка, да знам како функционираат меѓусебните односи меѓу луѓето и на крајот на криштата да бидам и не знам, и подобар, со повеќе трпение, посолидарен, така што литературата, за тоа е цела голема тема, може да збориме, литературата и субверзивна може да биде и многу субверзивна, и знам. Писатели биле бркани од тоталитарни ситуации, и убивани, и затварани, затоа што ја има литературата моќта и поезијата да системот на моќ да го субверзивно, може нема да го урне, меѓутоа може да почне или да почне лавина на настани кои што ќе и така што од друга страна ако се навратиме па на нема да се навратиме на политика, меѓутоа студентскиот пленум, јас бев во тоа време околу факултетот и одев на студентските протести. За мене беа после долго време како да кажам, автентичен израз, чист израз, чист не можеме да збориме за тотално чист, после се исполитизира работите, меѓутоа тоа беше еден импулс што го добивме, витекнаме мојот од преска дека као тотална апатија се, 10.000 луѓе или 20.000 студенти од различни партии, од различни ситуации, да излезат против одреден закон, не за промена на власт, за промена на нешто. Тој момент беше уникатен, мора да го признаеме. Уникатен. Мислам дека единствен момент автентичен кај што доведе во прашање власта. Искрен.
искрено. Да. Затоа што Она се дојде постоењето на таа власт. од дома кој идев беше- во автобус кога се возев и кога видов До рендом тогаш- млади луѓе што одат на протест од разни градови, Да, се исполни. тогаш ми светна дека ова е надполитичко во тој момент. После што се случи не. И после нели луѓе вика, ама се каеме сега шарените, Да, бегаме тоа, ја не беше се каем над на ништо. политичко, меѓутоа самиот Беше политички самата чин, секако, да. политички чин, да. Над партиски, бе рекол нацо на Надпартиски, да, не надпартиски, да. политички, да. И што ни кажува тоа? Дека можеби постојат некојаш моменти кај што некој тригер ќе има, кој што и младите ќе им биде онака ќе заборават таа патија за момент и ќе Сега тригерот мислам дека дењето во странство. Тоа е тоа. Тој Дењето момент во е кај што странство, ќе да. букне филм на младиот и ќе се отиде. сакат да се видат. Да. За жал тоа е, да. Значи, Тоа е сега му е полесно да се отиде во странство, да се обезбеди животот, остатокот на животот, отколку нешто да преземе. Тоа е тешка тема, болна Тешка тема е. Да, тоа е веројатно и до некаде иднина што ги очекува и други прво земјите околу нас. Тоа знаеш како, ако гледаш така, цела западна цивилизација умира. Само ќе умира бавно. И не затоа што некој ја убива, туку самата се убива. Прво се убива преку наталитет. Така, Да. така затоа ние сега ја држиме Германија на апарати, затоа што ние и нашите деца ќе одат да ги одржаваат, да го одржуваат тој систем во живот. Но тој систем ќе умре кога и да е. Може за 100 години самата цивилизација и верувам дека таа цивилизација се убива затоа моја теорија затоа што го уби Бога како концепт, ама тоа е веќе друго прашање. Ама западната цивилизација сега ние сме тука да утрчаме да помогнеме и ние за екзистенција. И за наша екзистенција. И за наша не само екзистенција. за Да, не само за западната туѓа. цивилизација. Екзистенција. Ама знаеш како јас размислувам? Многу сум размислувал на оваа тема. Секој има лична приказна, некако повик во животот. Некој не верува во тоа и гледа да отиде негде да живее. Меѓутоа јас верувам дека човекот не е создаден само да оди на работа да јаде и да пие. Да изгледа филм Тоа и да животно испие го прави. 3 пива, да не гледам човекот мора да и го зборам тоа и Маркс го зборал и претходно, мора се издигне над тоа. И голема, сега влегуваме малци во, ајде да речеме, духовна метафизика и друга работа е дали веруваш дека овој живот е овде се што постои или човекот продолжува во некаква екзистенција после тоа. Ако веруваме дека ова е се што постои, тогаш драйвот да направиш нешто е многу треба да имаш не знам, за мене не знам од каде видел тој драйв. Да, солидарност, добро. Меѓутоа, ако веруваме дека она што го правиме сега па ќе одекнува во вечноста на некаков начин, дека има некаква космичка правда би се задоволила, како и да е во разни религии, тоа има на различен начин решено, или филозофии, или па дури во источните филозофии, тогаш е малку поинак. Тогаш сваќам дека овој мој живот не е целата приказка. Не е целата приказка и дека не е ни важно дали ќе го изживеам топ со пари и лагодно, затоа што или ќе се борам за тоа. Затоа што гледаме дека луѓе за идеја давале живот. Да биде мисионер, да биде едукатор во племиња одаде, ги убивале. Мајка Тереза или било кој да е, значи го жртвувале животот за нешто поголемо и жртвувале одредена лагодност. Факт е дека ние денес живееме во доба на entitlement. На македонски тоа е, не знам како го преведуваме, чувство дека на нас ни припаѓа избраните. Па до пред 200 години, ако живееш до 40-50 години, бинго, не постоела осигурителна компанија. Значи животот бил подарок, живееш за денес. И присутен си во моментот. А ние денес присутни сме каде? Кога еден ден ќе купам нов iPhone или нешто. И ние го пропуштаме моментот живеејќи во иднината. Да, ма и тоа многу ранливи направи. Не прави ранливи. Многу ранливи направи.
И несигурно изборите. Тој ентитlement баш со Денис зборевме со коронава, значи до 45-та година луѓето во Македонија умирале од маларија. Умираме. Тој бил векот животен. И сега, значи, сега не дека е мал проблем коронава, ама каква реакција кај Да, затоа што ние кај луѓето се, каква паника, каква неразумност, каква тоа што викаш Затоа ентитlement. ние денес живееме со нови епидемии, тоа не се само епидемии на анксиозност, панични напади, депресија, Кардиоваскуларни болести. Да не збориме, нели порано, не дека немало депресија порано. Порано нели ако е некој помирен, па го нели во селото некој е повлечен, може интроверт да бил и нели тоа било други проблеми. И обележан си одма, знаеш, тоа нешто не е уредно, не е нормално, а може интроверт или меланхолик или како и да е. Меѓутоа на вакво ниво, осе пандемии, анксиозноста веќе ни стана шок од добар ден, добро утро. Панични напади, значи веќе не знаеме да се носиме со животот, затоа што социјалните медиуми што не полудуваат, тоа е on top of it, као сме и сега да се вратам на муаветот, јас веројатно за мене сум одлучил дека ова не е целата приказна и дека као некој што кажал утре што би не знам дали имал Мартин Лутер или кој му рекол што би направил ако заврши светот утре, он рекол па ќе засадам дрво. Што е став на живот, тоа е став спрема животот. Па дури мене да ме нема, да речеме, би заврши живот ќе го засадам дрвото. Затоа што продолжува приказката. Така што комплексно прашање, не знам. Ама не смеме да се предаваме, така? Да, Шо нема знам? проблем. Ајде да не пишуваме поезија, сега ајде да не збориме за книги. Што да правиме да јадеме да пиеме и тоа е живот. Да работиме за некој Кафанче. друг. У кафанче. Да, за некој друг да работиме. Оговара, тоа е. Да, ќе оговараш, малце.